Оваа година заедно со Велика Британија почнуваме една програма во која што целта ќе ни биде да ги охрабриме жените за кариера во армијата, но и да им ги дадеме неопходните шанси за да успеат. Ова е заложба на министерката Шекеринска не само на денешниот меѓународен ден на жената, туку и најава за незините приоритети во иднина како прва жена министерка за одбрана. Таа истакна дека е задоволна од и пред известно време половина од питомците на Војната академија во Скопје, кои се идните офицери на армијата на државата, биле девојки. Потврда на оваа политика, кога од двајцата питомци на Војната академија кои ги испративме во Австрија на дошколување, едната, која беше девојка млада жена, се врати наградена како најдобар странски питомец, странски кадет. Шекеринска нагласи дека годинава во изборот на професионални војници бил зголемен бројот на жените, иако признава дека тој број е се уште низок и изнесува околу 10%. Таа рече дека се надева оти во иднина ќе има и жени генерали и оти ќе се труди и армијата да ја направи работодавец на жените. Посветено за подобри услови за жените во армијата, но и за сите армиски сили во државата, Шекеринска ќе очекува и од новиот председател, како врховен командант на вооружените сили, коментирајќи ја истрагата на антикорупцијската комисија за армиските вработувања на председателот Ѓорѓе Иванов. Не сум изненадена, навистина мислам дека беше грешка што председателот Иванов смета дека законите само за него не важат. Дополнително, да одите со поставување и именување. На само 2 месеци пред крај на вашиот мандат, тоа не е добар политички чекор. Членството во НАТО ќе биде шанса за подобрување на условите во армијата, а Шекеринска е убедена дека во соработка со Пентагон, Стејт департментот и Сенатот, државата ќе успее да влезе во алијансата побрзо од незините претходници. По посетата во Вашингтон, Шекеринска очекува продлабочување на соработката со одбраната на САД, како што доликува на сојузници на НАТО. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.